Пазарните инспектори ги контролираат цените, но на терен одат со празно оружје. Тие можат да гледаат, пишуваат и поднесуваат извештаи, но право на казни немаат, бидејќи цените на артиклите во новогодишната кошничка се оставени на совест на трговците. Со и без ова, граѓаните секако не веруваат дека цените чувствително ќе се намалат. Дали очекувате дека цените ќе се намалат? Не. Може. Владата треба презима мерки, сите да ги казнува. Они ги покачија, цените ги покачија по 20%, 30%, сега ги намалуват. Не е намалено. Се е качено. Не. Не ми е верно. Би требало. Што граѓаните можат да направат ако наместо намалување забележат покачување на цените? Граѓаните доколку забележат одредени неправилности во цените, износот на цената, дека цената не е, а објавено е на порталот кај што се објавуваат попустите на тие производи, така? Така. Тогаш треба потрошувачите да се јават во Државниот пазарен инспекторат. Акцијата новогодишна кошничка треба да започне од недела, 15 декември и ќе трае до 15 јануари, но од опозицијската СДСМ веќе ја прогласија за неуспешна. Владата води целосно погрешна економска политика, дека мерките со така наречената кошнички немаат никаков ефект. Напротив, цените растат, инфлацијата ги јаде платите, а стандардот на граѓаните опаѓа. Ова е потврда дека есенската кошничка не даде никаков, буквално никаков резултат. Според владиниот план, цените треба да бидат намалени за 10%, во споредба од претходниот месец во период од 15 ноември до 15 декември, период за кој граѓаните се жалат дека цените отишле нагоре, што е трговска противмерка на планираната владина стратегија. Она што загрижува е извештајот на ДЗС, кој објави дека трошоците за живот во ноември годинава во однос на ноември лани се поголеми за 4,3%, а цените на мало за 4%. Практично ова значи дека сите претходни акции, владини мерки и напори за намалување на цените и подобар стандард биле без ефект.